Како што споменав, се поврзуваме со Марија на лице место и со нејзиното за денеска трето линковско вклучување, со кое што ви неуваме уште еден интересен настан, за што станува збор и каде ќе се одржува истиот, ќе ни каже Марија во продолжение на лице место, инаку станува збор за водечки меѓународен високотехнолошки самит во Скопје. Повеќе детали од Марија. Марија, дали се слушаме уште еднаш трет пат со тебе за денес? Да, Ивана, се слушаме во ова последно вклучување на лице место. Ќе говориме за Алтех самит или поточно кажано високо меѓународен технолошки самит кој што се одржува за прв пат во Скопје. Ќе се одржи од 29 до 30 септември во Националната опера и балет. Целта на овој самит е всушност темата да се истражи моќта на вештачката интелигенција и секако на модерната технологија. Во продолжение повеќе детали за овој самит од мојата денешна гостинка Мери. Мери, добро утро и добро дојде во нашата емисија. Добро утро, Марија, ти благодарам. Да, како што кажа, значи AI-Tech самитот се одржува при крајот на месецот. Всушност ваков настан, односно настан од ваков калибар, досега се нема одржано во Македонија. TBM како организатори, ние постоиме повеќе од една деценија на европско, на светско ниво, организираме конференции во речиси сите индустрии и никогаш не сме одржале евент во Македонија. Бидејќи голем дел од менеджментот се македонци, имаме канцеларија, имаме присуство во нашава земја, одлучивме конечно 2023 да биде годината кога ќе направиме нешто за нашата земја. Зошто токму сега? Па мислам дека Македонија е спремна. Ние сме буквално еден хаб на IT компании кои што доаѓаат од цел свет за да ги вработат нашите IT експерти и мислевме дека токму темата за AI и Artificial Intelligence, односно вештачка интелигенција, ќе предизвика доста голем интерес. Сакавме да оставиме нешто како наследство во нашата земја, но сакавме и самиот настан да ја промовира нашата земја надвор, бидејќи имаме спикери од цел свет, почнувајќи од Хонг, Силикон Вали, Сан Франциско, Германија, Лондон. И всушност многумина од нив кога беа поканети да присуствуваат и да говорат на овој евент, не ни знаеа каде е Македонија, многу пријатно се изненадија дека една мала држава може да организира ваков настан и ние како TBM груп особено сме почестени што сите се согласија да присуствуваат и на Македонија буквално да ја приредиме еден ваков спектакл. Верувавте дека ќе има голема заинтересираност, така и всушност бидна. Ми напоминавте пред да започнеме со разговорот дека има 700 пријавени, а всушност го исполнили капацитетот. Токму така, Марија, кога почнавме со планирање на овој евент, сакавме да почнеме од малку. Значи, прво ангажиравме Македонска опера и балет со капацитет од 700 седишта, не знаејќи каков ќе биде одговорот и интересот од Македонија. Првично ова беше регионален евент, но всушност како што почнавме со рекламирање, а како што ги најавувавме спикерите, свативме дека буквално интересот беше на многу поголемо ниво. Меѓу првите кои не контактираа се наши партнери од Војводина и од Црна Гора. Тоа се IT хабови кои веднаш видоа каква вредност и каков потенцијал има овој евент и сакаа да бидат наши партнери и да донесат нивни учесници на самиот самит. Потоа имаме веќе пријавени од Тел Авив, замислете, од Израел, од Кипар, од Лондон, од Данска. Всушност буквално се надминавме и буквално заинтересираноста ни ги надмина сите наши очекувања и мислам дека за следна година ќе треба да побараме малку поголем простор за да се одржи овој евент. Се надевам дека ќе биде и тоа на некој начин. Експерти од оваа област ќе присуствуваат на самиот самит. Може ли да напоменеме некои имиња и да напоменеме кои теми ќе се опфатат на самиот самит? Токму така, меѓу една од поважните е Жан Лим. Тоа е жена пионер во оваа област, буквално уште пред 10 години била ко-креатор на првиот хуманоид робот Софија. Таа доаѓа од Хонг-Конг и токму ќе говори токму на тема како не треба да се плашиме од AI, од вештачка интелигенција, туку може да коеволуираме за подобра иднина. Друг спикер, например, е Даниела Хорак од BBC. Целта што сакавме вака малку диверзификација на спикерите е да има од секој по нешто. Така што Даниела Хорак од BBC ќе говори како BBC како еден светски медиум успел да ги подобри своите процеси со користење на вештачка интелигенција. Го имаме Сајмон Шети од Силикон Вали, од Сан Франциско. Всушност тој е мотивационен спикер кој што говори на секаде низ светот и всушност учествувал во развивање
развивањето на технологијата која стои позади колите, самовозечките, односно self-driving vehicles, на лифт, на Тесла. Следно го имаме Рони Фелинг, на наше огромно задоволство, кој бил вице-президент на Airbus, кога се работи за оваква технологија, за подоцна да ја отвори својата компанија Boston Consulting Group. Тој всушност ќе обработи темата како вештачката интелигенција може да им помогне на огромните компании кога се работи за менаџирање на работната сила. Ја имаме Сузан Норингер, која исто така од Universal Robots ќе го сподели своето искуство како вештачката интелигенција може да помогне во подобрување на процесите на сите компании кои што се занимаваат со производство и така натаму. Значи буквално имаме спикери од цел свет, што се надевам дека на нашата публика ќе им се допадне таа идеја да слушнат од најголемите експерти во технологијата и буквално да дознаат како различни компании од различни индустрии користат вештачка интелигенција за подобрување и на работата и на сите нивни процеси. Дефинитивно интересни теми, присутните ќе имаат што да научат, но дали ќе има на самиот самит интеракција, можеби некои работилници? Токму така, значи поделени се на два дела всушност. Сите оние што имаат стандардни билети ќе може да присуствуваат на самите предавања од 9 до 5 попладне и всушност понатаму во самите тие паузи ќе можат да се запознаваат едни со други, ќе може да имаат селфи со Пепер роботот, но исто така и ќе може да присуствуваат на забавата која што организираме по завршетокот на презентациите надвор пред МОП, каде што ќе има фуд корт, ќе има диџеи. Сега, за оној поексклузивниот дел имаме VIP билети, кои што всушност ќе имаат пристап до VIP собата. Тоа е местото каде што сите спикери ќе се подготвуваат, каде што ќе имаат простор да се одморат и за сите оние што имаат VIP билети, буквално ќе може да седат еден до Рони Фелинг, до Жан Лим, до Сузан Норингер, така што ќе имаме помалку за секој. И се надевам дека ова искуство ќе се продолжи и во следниве години, бидејќи според она што го видовме до сега, навистина во Македонија има одличен интерес. Звучи дека би било незаборавно искуство, затоа на самиот крај би ве прашала сите оние кои што не гледаат, а веќе всушност за жал не може да учествуваат бидејќи е пополнат капацитетот, како да се пријават на следниот самит кој што можеби ќе го одржите? Така, значи имаме веб страна techsummit.ai каде што може да доставите реквест. Се уште имаме листа за чекање, имаме уште неколку џокери во ракавот кои што може да ги доделиме на оние неколку луѓе што се заинтересирани, но сепак сакаме ова да биде годишен евент кој ќе се организира секоја година, така што на истата баш така традиција, на истата веб страна ќе може да не пратите за повеќе информации. Значи се надевам дека во наредните неколку месеци после самитот веднаш ќе се објави следната дата, за да можете уште одма да го потврдите вашето присуство и да не пропуштите како годинава. Ви благодарам многу за разговор. Благодарам и на тебе, Марија.